Земјава има поволни услови за развој на органското пчеларство, но се уште не сме на задоволителното ниво. Немаме ниту закон за пчеларство, а особено треба да се работи на вклучување на жените. Беше истакнато на промоцијата на проектот Жените пчелари како двигатели на позитивни промени во Северна Македонија. За таа цел 50 на жени и млади од Вардарскиот и Североисточниот регион во наредните 3 години ќе имаат можност да се обучуваат за органското производство, но и ќе ја добијат неопходната опрема. Пробаме да помогнеме во развојот, промоција на пчеларството во Република Северна Македонија со едни практични научни методи. На овој настан ќе ги презентираме кои се главните цели, кои се конкретните резултати кои што ги очекуваме. Всушност објавуваме повик до сите млади заинтересирани пчелари кои што се мотивирани да се занимаваат со пчеларство, меѓутоа кои што немаат услови, сега имаат адреса каде може да се пријават. Нормално треба да исполнат одредени услови а ние ќе се погрижиме после 3 години да станат врвни пчелари. Во рамките на нашиот проект ќе бидат ангажирани врвните стручњаци од областа на пчеларство, предприемништво од Словенија, меѓутоа од Република Северна Македонија, заедно со тимот на професорот доктор Узунов, Александар Узунов од Факултетот за земјоделски науки и храна. Со нивна помош ќе пробаме да направиме за прв пат на Западен Балкан еден медоносен научен парк кој што ќе служи во промоција на пчеларството во Македонија, во Република Северна Македонија и кој што сите заинтересирани ќе може слободно да пристапат. Тоа се планира на крајот од овој проект во 2025 година да веќе биде направен. Не само обуки, иновативноста на овој проект што всушност све ќе добијат, оној кој што има желба и срце да се занимава со пчеларство. Ќе добијат опрема, комплетно, значи и кошници, и пчелни семејства, опрема што треба за да се заштитат и себе си и пчелите. И нормално сето тоа би било џабе да се има ако не се има правилно знаење. Europe is really investing in natural agriculture, beekeeping, and so the focus is really trying to do self-sustainability, protect the environment. Пчеларката Станиќ од Битолско Мусинци веќе одгледува 15 на пчелни семејства. Таа се обучила за органско одгледување на пчелите, а љубовта веќе ја пренела и на најблиските. Посебно ме радува што пчелите имам обуката што ја добив е за органско одгледување на пчели, значи каде што не се користат хемиски средства, него органски средства за третирање на болестите и одгледување на пчелите. Околината каде што се моите пчели е претежно ливади. Тоа се, значи, не е планина, него е ридско рамниначарски дел. И има многу ливади застапени, има многу насади со багремова шума. Имав многу љубов за одгледување на пчелите. Ми се укажа прилика преку проектот на Адра Македонија да почнам со одгледување на пчелите. Наравно, обуката беше пред се тоа што ми недостасуваше. Лесно е да се купи пчелно семејство и да се започне. Меѓутоа, поддршката што се добива во овој проект е многу важна. А за понатаму, тоест и досега, најглавно е што јас успеав љубовта кон пчелите да ја пренесам и на моите деца и на пошироката фамилија, значи никогаш на пчеларник не одам сама. Имам син од 12 години, ќерка од 10 години и тие се секогаш со мене на пчеларникот. Во рамки на проектот за прв пат на Западен Балкан ќе се формира и медоносен научен пчелен парк, чија намена ќе биде едукација и промоција на женското предприемништво за органско пчеларство. Проектот е финансиран од Министерството за надворешни работи на Словенија, а го спроведува Адра Словенија и Македонија.